Струмица и Струмичко изобилуваат со обичаи кои се поврзани со некрстените денови. Палењето огнови пред празникот Василица е една од спецификите поврзани со празнувањата. Етнолозите велат дека тоа има посебна символика. Цела работа е станна околу календарот, кој што извршила реформа Јулиј Цезар во 46 година пред нашата ера, бидејќи не се совпаднали географската со стварната нова година. И ние още по овој календар ги славиме празниците, додека датите 1918 година се прифат. Значи ние датите, деновите, обичен денови одиме по новиот календар, така наречен католички, а празниците ги славиме по православниот календар. Затоа си е таа дискрепанца, таа оддалеченост од едната до другата нова година. Конкретно во Струмичко имаме зачувано голема традиција на овој празник. Во Струмица конкретно се палат огнови, огонот како символ на здравјето, на топлината, на новиот живот, најавува го новото младото сонце. Во Струмица, еве јас од докога знам имам и снимано и разговори, огнови се палат скоро низ цел град. Па се палат и низ селата, придодувајќи пред тоа и други обичаи. Има голем број обреди со кои што сака да се потенцира и да се обрне внимание на здравјето, на среќата, на богатството, на луѓето и така натаму. Во повеќето села се маскираат и млади и стари и шейтаат низ стокаците за да ги бркаат лошите духови. Овој обичај е поврзан со некрстените денови, кога се верувало дека меѓу луѓето шейтаат зли духови. Се сметало дека низ земјата шетат вампири, караконџоли, разни нечисти сили кои сакале Исус да го отргнат од неговата мисија и да му ветувајќи му најубави дарови, богатство и така натаму, да го придобият за нив. Меѓутоа, неле знаеме дека Исус на сите тие нивни настојувања одолевал и имаме ситуација народот, обичниот човек да притекне во помош на Исус, со разни обреди, со разни магиски действија, да ги истерат злите сили. Затоа имаме кај нас сурвари кои се маскират во различни форми, како волк, мечка, невеста најчесто, свадба и така натаму, наоружени со разни ударалки и инструменти, со кои што сакале да ги истерат злите духови. Исто така во ова време играли и некој сега веќе не верувам дека играт џамаларите, кои што исто така имале таа функција. Секој празник всушност е поврзан со прекинувањето на редовната социјална активност која настанува во зимскиот период и се заменува со одредени символични постапки. На тој начин, со помош на календарското прекинување на секојдневието, континуитетот на социјалното траење на времето се трансформира во дисконтинуитет на времето предодредено за социјални активности. Поради сите овие горе наведени причини, етнолозите велат дека со појавуваат символични обреди дејства, поврзани со истерувањето на злите сили, плодноста на годината, зголемувањето на денот и така натаму.